Се наоѓаме во прекрасната летна тераса на Specialty Cafe 7 грама еспресо во аеродром. Овде со мене се овие прекрасни партнери и приватно и на професионално поле, Мими Јовановска и Филип Нуневски од бендот на браќата Нуне. Како сте ми денес вака со насмевки ме дочекавте? Одвај чекаме да почнеме. Супер сме, супер, фала ти. Одамна не сме правела оваа рубрика колку добро се познаваат. Најчесто прашањата се еден од вас за еден од вас, а има некои кои што треба еден за друг да ги одговарате, но тие ќе ви ги напоменам кога ќе стигнеме до еден таков. Подготвени? Може да започнеме? Одиме со едноставни. Кој прв призна дека е заљубен и кажете сакам? Треба да пишуваме и да ви покажеме? Јас... Сеќавате кога беше тоа? Секако. Далечно до 2017. 2017. Многу време. Остава. Браво. Кој е поголем романтичар? Да пишуваме? Не мораш да пишуваш. Ја вака ги направам. Па добро, нормално. Добро. Јас мислам дека тоа треба да е така. Добро. Кој прв попушта во караница? Јас сум Филип човек што не секогаш. сакам да се карам и секогаш ќе премолчам и да има нешто што сум право и ќе свати кога тогаш така да нека продолжи дека не управо. Добро, јас рептен сум така тврдоглава и едноставно Мислам дека тоа е закон од жените, секогаш се во права, нема што полемики тука понатаму да откриваме. Еден за друг одговарате. Омилен пијалак. Пијалак. Ти за Филип, на Филип спрајт. Цеден портокал, на тоа сака секогаш. Нема бе 10 години заедно веќе нема што не се познавате. Кој подолго се подготвува пред настап? Не мора само за изгледот и психички секако. Кој повеќе се подготвува пред настап? Пишуваме. Ајде, ќе пишеме. Подмногу. Добро. Зашто ти е потребно? Нели, бидејќи не знам како да кажам, колку треба и да треба време и малци и многу, ќе ми тоа трае векови. Значи ние треба да не знам каков распоред да имаме, за ја ќе отидам, еве, кога ќе почне еден официјален ден на свадба, ќе отидам, нели, по невеста, цел ден трае. Ќе оставам да се спрема, кога се вратам, ја дочекувам како се спрема и кога ќе треба да се трне на свадба, она се уште се спрема. Толку е. Затоа секогаш вака прекрасно изгледа, морам да ја пофалам. Ова сакав да го поставам кој повеќе доцни, но сама ќе се го одговарам Мими. Не? Кој повеќе доцни? Не доста. Да, и двајцата сме исто. Мислам, одговорни сме и секогаш сме дури пред време каде што треба да бидеме, така да за тие работи. Мислам дека поради тоа што подолго време ти треба да се подготвиш за тоа дека. Ама ја доволно викам изгледа дома и се обрзуваме све. Не, ја искрено многу се нервирам кога некој доцне и кога не почиња на време, иако не сме може некогаш нели ние за тоа дали некој доцне или не треба, или ние битно да сме на време. Па што сака нека види. Така. И ве него е најважниот член. Ќе кажеш нешто за бекстејдж? Здраво. Кажи кој го сакаш најмногу? Мама или тато? Или тато и мама? Продолжуваме понатаму. Кој повеќе троши? Чекај, кај ми е тоа најголемото. Еве, повторно. Зашто најчесто трошиш? Па за гардерова. Дефинитивно, пошто искрено таква ни е работата и секогаш гледам тоа да е... Не трошам толку многу, ама... Се троши. Се троши. Ја гледам да, нели, секојаш у рамки она да се заштеди, али Мими е таа која го одврзува кесето. Дали за Никола, дали за тебе трошам и за мене, едноставно кога сакам шопинг, сакам. Мислам дека секоја жена тоа сака. Се согласувам потполно со тебе. Кој повеќе се вложува во проектите и повеќе однака бутка да кажам, зашто побрзо се заврши?
Треба да покажува. Јас сум тој што, бидејќи сум одговорен во нашиот тим за музиката и за се, и кога ќе смислам генерално нешто како да биде, размислувам што побрзо тоа да искочи, пошто ке нас светов многу брзо се менја и мислам глобално, и сакам што почесто и побрзо да ни излегуваат материјали. Секогаш сум тој што прв некој постира и гледа нешто што нема, па да го направам ја, да бидеме први, и затоа сум може тој што турка, пошто така размислува. Добро, ете за последно прашање, еден за друг одговарате, може сега да се запишете и на лист за да не се гледате. Омилена песна, еден за друг напишете. За Мими се од Јаков што има испеано, сите се за нејзи омилени песни. Пошто ги слушаме денеска 24/7. Да, ова е нашата песна, првиот танц, па може... Одлично, тоа е тоа. Ви благодарам што издвоивте време да бидете дел од денешното издание на Backstage и нашиот тим со нетрпение ја чека вашата промоција на албумот кој што ќе биде на 22 септември. Ете и кратко по една реченица за тоа како се одвиваат до сега работите. Речи си, све е подготвено, вие сте меѓу првите што вака официјално и го шириме тоа дека на 22 септември ќе иде нашата концертна промоција на нашите два албуми, еден народен, еден забавен, со нетрпение и со Господ напред, дај Боже секи вие како што треба. Благодариме многу и со нетрпение што еднаш ќе кажам, чекаме да бидеме дел од тоа ваше ново поглавје. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодариме на вас.